почитувани представници на медиумите, добар ден. На крајот сме на уште една успешна година, полна со предизвици, активности и обемна работа. И во ова 2013 година, заедно со мојата администрација, со Советот на општината и се разбира со поддршка на граѓаните, ја продолживме успешната приказна за урбаната општина Ѓорче Петров. Градевме, инвестиравме во младите и образованието, во спортот, екологијата, културата и не само што го реализиравме она што беше планирано, туку од секој проект произлегува уште по неколку активности. Се што изградивме треба да се спомене, затоа што во минатото оваа општина беше скоро заборавена. Да наборам само неколку проекти кои видно го сменија урбаното живење на граѓаните и допринесоа за чувството дека се живее во 21. век. Оваа година изградивме или реконструиравме 20 на километри водоводна мрежа на целата територија на општината. Тековниот проект канализација во руралниот дел од општината продолжува. Изградивме нови 7 километри мрежа и до година канализацијската и водоводната мрежа во Ѓорче ќе биде завршена работа. Во руралниот дел од општината се комплетно изградени и асфалтирани десетина улици. Да споменам само неколку улици: 61, 65, 67, 95 и уште десетина во село Волково, Волково Пржина, Кисела Јабука, село Ново село, а во Стопански двор се гради современа улица во должина од 1220 метри, која е од големо значење за граѓаните, затоа што ќе овозможи брз пристап кон заобиколницата и коридорите 8 и 10. Изградивме нов пристапен пат до манастирот Свети Трифун во село Кучково. Редовно се чистат одводните и доводните канали со цел оживување на земјоделието и враќање на познатите земјоделски култури на пазарите во градот Скопје. Благодарение на поволните временски услови, се уште се работи со полна парија на пречистителната станица во село Ново село. Овој проект е од исклучително значење за нас, но и за градот Скопје. Истата ќе биде пуштена во употреба во наредната година. Во руралниот дел се изградени вкупно 11,2 километри улици. Во урбаниот дел од општината со помош на владата и градот Скопје изградени се неколку капитални објекти и улици, како што е кружниот тек кај црквата Свети Петар и Павле, улиците Социјалистичка Зора, Моцартова, Кичевска и многу други, а само пред 2 дена асфалтирани се улиците Пекљане, Австралиска и Антон Чехов. На истите е поставена и атмосферска и обновени се и водоводната и канализацијската мрежа. Благодарение на поволните временски услови, забрзано се работи на улиците Мајски манифест и Македонска преродба. Новиот паркинг простор за 20 на возила на улицата Лука Геров ја замени депонијата која секојдневно мораме да ја расчистуваме. Се изградија 3,5 километри нови тротоари и патеки. Во овој дел од општината вкупно се изградени 9,3 километри улици. Потрошени се повеќе од 1,5 евра. Современите улици и другата инфраструктура значи подобар живот за граѓаните, но и можности да се предуслов за побрз развој и привлекување на инвеститори во нашата општина. Ги намаливме даночните инвестиции за сите инвеститори, а и нашето предизборно ветување, данокот за имот, го намаливме во општината Ѓорче Петров за сите жители на општината Ѓорче Петров. Формирани се посебни екипи во општината за побрза реализација на барањата за легализација на дивоградбите и работите се одвиваат забрзано. До сега поделени се околу 3.500 решенија за легализација, а имаме 12.500 барања за легализација за нелегалните градби во општината Ѓорче Петров. Се инвестира и во училиштата и градинките. Изградени се нова детска градинка во населбата Даме Грујев со капацитет од 200 дечиња и новото училиште во населбата Хром, која ќе прерасне во деветолетка.
изградени се пристапни патеки во училиштата Мирче Ацев, каде што е реновирана и спортската сала. Во училиштето Димитар Поп Георгиевски се поставува термоизолација на дел од училишната зграда. На спортот и младите обрнуваме посебно внимание. Со Агенцијата за млади и спорт и градот Скопје во урбаната населба Ѓорче Петров пуштивме во употреба нов спортски центар. Фудбалското игралиште Млади лавови во населбата Хром деновие ќе добие вештачка трева. Ова е заеднички проект со Фудбалската федерација на Македонија, за што се инвестирани 7 милиони денари од општинската каса. Доделивме спортска опрема на сите ученици и екипи во сите спортови и горсум што спортот конечно си го зазема заслуженото место. Со парична помош ги помогнавме сите млади, но и успешните и докажани спортисти, и за таа најмена одвоивме 2 милиона денари од општинската каса. Не ги заборавивме ни социјалните категории. На 30 на деца поделени се комплетна училишна опрема, а на семејствата кои се со ниски примања доделено е огрено дрво и друга помош. Набавени се 20 тони сол за престојнава зима, купено е уште еднотоварно возило за кревање на шут, но овој проблем и во иднина ќе го решаваме со испробената тактика на секоја депонија да изградиме игралиште или друг објект, па така депониите ќе бидат минато. Културата напредува со големи чекори. Имаме наш театар, се случуваат премиери и посетеноста е одлична. Изминатава година одржани се 38 представи за деца и возрастни и 3 премиери и неколку концерти од разни жанрови. Имаме денови на македонското филмско творештво, ликовни изложби, безброј семинари и едукативни предавања, а во Центарот за култура работат и културно-уметничкото друштво Глигор Прличев, но и други друштва. За потребите на пензионерите отворивме нов пензионерски клуб, а исто така го користат и Центарот за култура за своите пензионерски активности. Во фаза сме на формирање на младинско-академски хор. Не ги забораваме ни тие кои го положија животот за Република Македонија. Ги реновиравме сите споменици, а изградивме и нов за бранителите од 2001 година во селото Волково. Манифестацијата Ден на крстот стана бренд. Народните селски игри, на кои година учествува екипи од Кочани, Прилеп, општина Илинден и други, и се разбира, ние како домаќини стана атракција. Културното лето од година во година е се попогато со содржини и актери. Очигледно дека ни требаат ваквите настани, зашто Ѓорче Петровци од секогаш знаеле да ја почитуваат и традицијата, и културата, и активно се вклучуваат во културното живење. Но сето ова, почитувани медиуми, ќе беше невозможно да се реализира ако немавме безрезервна поддршка од градот Скопје и секако од владата на Република Македонија, кои имаа слух и разбирање за нашите приоритети и за потребите на граѓаните од општината Ѓорче Петров. Ви благодарам.